Deca, oba rakije. Arnica odavno ne sam be videla. Arni, haj pivnete si na zdravje neka vi, ке дојдам јас пак. Тетка Трпо, а да ни ја кажеш пак приказната за тројцата побратими? Пак да ја кажем. Мама, сум ја кажувала толку пати, пак ли да ја кажем? Уште еднаш да ја кажем. А многу ја сакам таа приказна, ќе ви кажем, многу ги сакам тие деца. Многу, ако сгрешам нешто, вие сигурно пуба од мене сега знаете, да ми покажете. Вака беше. Си беа 3 момчиња. Те убави, млади, еве како вие двајцата, што сте, само тие беа тројца. И си беа побратими. Многу се сака, многу се милува, лошо си нема кажано. И така си зборуваа што спечалиле, што не спечалиле, како да спечалат, како да не спечалат. И еден ден дојдоа и си седнаа на истата маса кај што си седеа секој ден. Решиле да се созборуваат за таа работа, дали да останат уште на печалба или да си одат, ама кој да ти знае. И како печалбата? Немаше да се кажува многу, и мене да ме прашавте и јас ке си молчев. Што да се кажува? Не прашуваш како да не сме се виделе 100 години. Знаеш и самиот дека работава не е за фалење. А се сеќавате ли со каков мерак тргнавме на печалба? Вака ќе биде, онака ќе биде, волку ќе печалиме, онолку ќе печалиме. Ама ете, деца бевме, гачки си кажувавме. Се сеќавам, седевме на сред село и го спечалихме сето богатство на светот. Мора и вака не е лошо, да бевме останати в село, може ни тоа ќе го немавме. Ајде да не се лажеме како деца, туку да видиме, време е за враќање дома. Да се ожениме со времето и тоа ќе не сгази, како што работава не сгази овде. Бе, да се вратиме, ама со што ќе се пофалиме? Мора имало неволо за фалење, јас мислам дека навистина треба да си појдеме дома. Оти, како што ни тргнало на секој да печалиме годиње и годиње ќе треба да поминат за да заработиме некоја паричка, ама тогаш кој ќе остариме, па мислам дека и не треба да се жениме. Тетка Трпо! Ела малку да ти нарачаме. Еве, идам. Кажете. Тетка Трпо, ајде да каснеме нешто, а? Како нема да каснеме? Да каснете, јас мислев ќе пиете уште. Не. Доста ви беше, а? Доста беше. Имаш нешто од нашиот крај? Има. Туку не чекај малку да те прашам нешто. Кажи им како го спечали сето ова овде. За колку време, а? Да ви кажам. Ама 100 пати сум ви кажувал. Пак ќе ви кажам. Колку. Цел живот, деца, ова го печалевме. Цел живот, оти со домакинот мој, кога дојдовме овде, деца бевме, млади. И си рековме, така за малку, да присобереме некоја парички и ќе си се вратиме. За малку, еве го домакинот мој, коските ги остави овде. Бог да го прости. Лесна нека му е земјата. Јас не знам дали ќе се вратам, дали ќе си го видам селото уште еднаш или нема да си го видам.
Ама кажете вие што ќе јадете, оти ако почнем јас да ви кажувам, ќе си останете гладни и вие и другите гости што ми се тука и тие што ќе дојдат. Ој, тетка Трпано, донеси ти што ќе смислиш. Така, убаво. За вас ценна и убаво секогаш ќе носам. Ај, пивнете уште малку, сега ќе го донесам на мене. Вака кога ќе слушнам, уште помал ми е меракот да ми гине младоста по туѓина. Знае ли некој како да спечалиме ние и да си се вратиме дома? Знаете или не знаете? Јас знам. Ќе му појдам на Царо и ќе му побарам 100 лири. Еден коњ. Па кога ќе му појдам в село, ем на коњ, ем со 100 лири, кој како мене. Оти со коњ и со 100 лири, па цел живот да работам, толку нема да заработам. И мислам дека ќе биде таман да дојдам таму. Вие што мислите? Многу убаво од тебе, побратиме. Многу убаво ти текна. И мене ми фаќа око, право да си кажам. Туку знаеш, и јас ке кандисам Царот да ми даде еден арен коњ и 100 лири, ама да ми ја даде и керката. Да, па кога ќе се вратам на Вилет, секој што ќе ме види и ќе ме чуе, само да се чуди што спечали ловој на туѓина. Абе, малку ти е да ти дај Царо 100 лири и коњ да ти дај пуши и керката од озгора. Оди таму тебе в село не те прибира, тој на попод куќа да ќе ја земам. Па ако биди да биди, ако не, ич да не бидува. Ти шо молчиш? Ти да не сакаш Царо да ти дај 100 лири и 2 коња од озгора, мали и 200 лири ќе побара од него. Јас од Царот не барам ништо и не сакам ништо. Јас сакам да ми биде дадено од Бога и од мојот късмет. Ве слушам тука како се пазарите за риба в море. Ова да ви даде, она да ви даде. Ај да ви даде, да речеме, по 100 златници. Вие знаете ли дека тие пари се од сиромаси собрани? А јас сакам од Бога да ми биде дадено. Ако е помалку, од Бога да ми биде дадено и од Бога благословено. О, незаборежена. Трпано! Хај со тоа јадењето приумравме овде за јадење. Еве, сега ќе го донесам. Знам дека се забавив. Ама, ви го слушам муабетот. Па си велам, муабетот некогаш посладок и од јадењето е ти, затоа не сакав вака одеднаш да го донесам. Сега ти го. Знам се што сакате, а се чудите од каде можам да знам кој сте и што сте. Ами лели сум цар, јас имам очи и уши насекаде. Се знам што се зборува и што се прави по царштината. Ти што си рекол, ај кажи да те слушам уште еднаш? Честити царе, јас тоа го кажав така, на шегане, оти го мислев, аз знам, оти таа работа не видува. Си сакал тебе 100 алтани, 100 златници лири и еден коњ да ти дадам. Добро, а ти 100 алтани, еден коњ, та и керка ми за жена да ти ја дам. Честити царе, па не ми го испила чавка умотта да кажам нешто на вистински што не е закажување. Ние малку се лажевме како деца на цареви што се прават на буниште. Убаво. А ти бре, ти што си рекол? Јас, честити царе, на тоа реков дека твоите пари не ги сакам, оти се од сиромасите земени, дека со клетви се земени и дека јас сакам Господ да ми даде и да ми го благослови тоа што ќе ми го даде. Ете така кажав, па сега ако сум сгрешил нешто, прости ми.
Сега ќе ми ти кажам, Уго, да знаеш, со овој лав многу ме налути. За ова нешто ќе видиш ти што ќе те најде. Ќе видиш кој е Госпо, а кој е царо. Стражаро, Да. дојди да ми ти кажам нешто. Слушај ме се што ќе ти речам. Овие двајцава ќе ги земиш и ќе ги носиш кај Азнарот. Ќе му кажеш на овега таму да му дај 100 лири, златници, алтари демек. И една мазга нека му дај, да му служи појќе за работа. Не, царски збор назад не се враќа. Тоа што реков, тоа ќе биде. А на овега 100 лири, една мазга, такуѓере и ќерка ми за жена да му ја дадат. Се разбравме? Разбирам. Ајде, земи ги и речи му на джелято нека дојде ваму. Ајде вие. Видели сега, бре, човече, почекај тоа. Што ти е цар, дека јас можам човека чорбаджија да го сторам, да го обогатам и зет да го сторам, ако треба. Разбра што е царска сила и што е цар. А ти рече, оти не икиш од моето ништо, од моите арам пари и арам богатство, сакаш од Господа. Па вака ќе направиме, ќе ти дајме тебе од Господа. Джелјату, слушај ме се, што ќе ти речем. Ќе го ватиш овега и ќе го носиш во кулата. Од највисокиот прозорец ќе го врлиш удолу, а парчиња да се стори. И веднаш ќе се најде пред Бога, та да му кажи на Господа што сака. Од цара толку, а од Господа сетте нека си каже. Видува? Леле, дете, што ти е? Зошто си вака со семејци? Зошто си вака растурен целиот? Кај ти се другарите, кај ти се побратимите, а? Затоа дојдов кај тебе. Тебе сакав да те прашам, да не си ги видела ти. Не. Елки не отишле без да се поздрава со тебе? Не сум ги видела и ништо не знам за нив, ама ти кажи ми, тебе што те снашло, што си ваков, кажи ми. Остај, тетко, голема излезе работа. До царот стигна. Што? Па така, царот разбрал, не знам од каде разбрал, ама разбрал што сме збореле, како сме збореле. Каде? И другите двајца ги награди, а мене нареди да ме фрлат од прозорец. Ама што слушнал, за какво зборување зборуваш? Тоа што зборевме тука во Мејанова. Тогаш, ручек од кога? И нареди да те погубат. Да, нареди да ме... Чекај, наредил да те погубат, ама те гледам жив си. Ме гледаш жив. Оти Господ ме спаси. Господ кога сака да те спаси, ќе те спаси. Така е, така. Тој ме фрли од прозорец и тоа од највисокиот прозорец. Арно, ама јас паднав на една куќа со герамиди и герамидите ме спасија. И бидејќи куќата ниска, јас останав жив. Ај, велиш до... Чудни луѓе се врткаат по Мејанова. Чудни. Од кај да знае човек кој кажал, кој не кажал. Туку слушај. Ти не губи време и побрзај да ги втасаш другарите. Тие сигурно веќе си тргнале да си одат, тие не знаат дека ти си останал жив кога си паднал. Ајде, побрзај. Арно велиш.
Тие се сега со коњи, со невеста, ама може не тргнале веднаш. Може не тргнале, може нешто си тргнале, може ќе ги купувале, тасат. може си купувале, се дотерувале. Ајде, побрзај. Епа, многу ти благодарам за сета добрина што ни ја направи, што ни ја даде сиве овие години што ги изгубивме тука. О, Ајде. Ајде, остави ги ти тие благодарења за друг пат. Ако дај Господ да има друг пат да се видиме пак, а сега побрзај да ги стигнеш другарите и да ги поздравиш многу од Ќе ги мене поздравам. и среќен ти пат и ај со здравје. Ајде со здравје. Со здравје. Со здравје. Оти, дојди ваму, дојди. Побрзај, оти го видео нешто излезе. Ниту знаеме кој е, ниту знаеме каде ќе оди, ниту што ќе каже. Чудни луѓе. Чудни луѓе, побрзај. Го видов жив и здрав. Малку подискинат и со некоја синејца ваму-таму, ама жив. И уште се фали цару, оти ништо не си му можел, оти Господ го милувал. Бри, керата, бри. Слушај, викни ми го джелято. Дојди вам. Слушај ме се, убаво. Ке појдиш, ќе ги стасаш оние. И внимавај, чекај полека, сакам тој што оди пеш да го отепаш. Пау. Тој што оди пеш, внимавај, немој нешто ќерками да ја покотиш, јали некој од друзите. Тој што оди пеш, да го отепаш, разбра? Ајде така. Ајде. Бриди. Шо е бе, братиме? Кај ти е мазгата од царот? Што му Кај ти се па? Шо си ваков скапан, бре, сио? Остај, побратиме, остај, Господ ме куртули како Господ никој. А што беше, како беше, сетне ќе ви кажам. Ајде да тргнеме сега, додиме, ајде. Побратиме си имал среќа што не тргнавме веднаш, оти ако тргневме цел пат сам ќе одеш. Сами поди, застани, сио пат вратов ми се сврте сиот. Хај вака ќе направиме, ова се царски мазги ние не ги јававме. Туку ти ваков како што си сиромав, погодија малку дури да те научи мазгава, па после јавни. Да, јавно. Ај, после кажете дека Господ не ме сакал. Абе, вакви побратими да ми даде, да ти е мерак. Оди та. Ај да видам што ми е нешто. Ај. Шо? Забоцка нешто во нога.
Побратиме! Побратиме, шо стори, побратиме? О, ти си легнал, пријателе? Побратиме? 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 Леле! Леле! Мене ме пратија да видам шо стори човеков. Овој мртов лежи. Леле, моје, шо ќе им кажам, како ќе им кажам, леле! Леле, мај! Епа, пријателе, јас мислам тука да преночиме. Тука, тука. Бе, побратиме, тагата ме отепа што го оставивме побратимот коските да му скапуваат на туѓа земја. Шо чудо ќе беше, бе, ти го отепа, барем арами да беа па да знаевме. Вака. Пријателе, што ќе кажат селаните во село кога ќе дојдеме без него, а? Не знам што ќе кажат. Ајде да преноќиме, па утре ќе му мислиме. Ајде, тука да си легнеме. Ајде нешто. Не плаши се, синко. Не плаши се. Ништо нема да ти сторам. Невестата шо истори? Ништо не историв. Таа само спие. Побратиме? Побратиме? Šta побратимот? Јас не му сторив ништо. Нему така му било пишано. Сакам да ти кажам, да знаеш, дека јас сум твојот късмет. Дојдов да ти кажам, дека за тебе има една чешма од која што тече злато. Ќе отидеш и ќе изградиш сарај. Никому нема да кажуваш за чешмата. Оти ако кажеш, водата ќе исекне и никогаш нема да потече злато. Ќе изградиш сарај и секој што ќе дојде, богато ќе го нагостиш.
А што да правам со... Сакав да го прашам се ништето, што направам со тебе. Се плашам што ќе рече царот. Ти не си речена за мене. Не знам дали да те вратам назад. Нема да ме враќаш назад. Ќе останам со тебе, оти се гледа дека така било пишано. И да не ќум јас, Господ сакал да бидам со тебе. А ти, послушај го се ништето што ти рече и побргу венчај ме, оти срамото е да одам вака невенчана со тебе. Арно велиш. Утре изутрина ќе се простам со побратимот, ќе ја побараме чешмата и ако е вистина, сарај ќе направиме и на сарајот ќе се седиме. Арно велиш. И велиш така. Абре, треба убаво да ми кажете кој е, шо е и што треба, на кого треба да направам. Ако треба главата да лети, главата нека му лета. Ама, ова е за нешто друго. Што е, ајде кажу ли. Сакам да ти кажам дека имал некој парен сарај и само за него се зборува. Бре, ото јас да не знам ништо за таа работа. Лели бре, ти си ми очи и уши. Хајде кажувај, каков е тој сарај? Хајде кажувај. Еми, тој сарај ти бил некој Ан. Сите патници таму што поминувале, јаделе, пиеле и ништо за тоа не им земале. Дури и коњите на гостите ги напојувале со зоб, ги зобеле. Така вела? Повеќе и од тебе го славеле и фалеле. Дури стопанката на стопанот на Анот, таа па многу добра била, дури предобра. Добре, знаеш, от иглата може да ти летне за оваа работа. Заошто до сега не си ми кажал, заошто си ми очи и уши? Слушај ме сега, што ќе ти речам убо. Ќе се подготвиме и ќе ги нисаме на пат. Ама јас ќе се преправам тебдил на чорбаджија, никој да не ме познае. А ќе дојдеш и ти и челато со мене. Разбираш? Да одиме да видиме што е тоа и као е тоа. Ајде сега оди и речи му и на джелатот да се подготви. Ајде. Готово, да одим.
Сакам да го видам стопанот на оваа куќа. Па, го гледаш пред тебе. Кажете што ќе се најадете ти и твоите пријатели. А вистина ли е дека тука не се плаќало ни за јадењето, ни за пиењето? Овде пиење нема. А за јадењето и спиењето вистина не се плаќа. Оти Господ ми ги даде парите и ми заповеда вака да ги трошам. А Господ велиш ти ги даде, а? Ова, како да сум го чул некаде. А и тебе, како да сум те видел некаде, а? Јас тебе те знам, ама не знам дали ти мене ме паметиш. Паметам еден таков, ама тој веќе одамна е умрен. Та неќе да си тој. Не сум умрен, честити царе, не сум. И те познав, ако си тебдил. А ти мене не можеш да ме познаеш, зашто мислиш дека јас сум мртов. А јас сум жив. Видели сега, честити царе, дека тоа Господ што го напишал, ти не можеш да го избришеш. Еве и ќерка ти, што била пишана за мене, а не за друг. Јас сум, татко, јас сум. Со него останав, оти тој за кој што ме даде, си даде душа Богу и курбан отиде за Сарајот. Ете така да знаеш. Значи ти си ќерка ми. Ти да се најдиш тука со овој мој најголем душман. Веднаш да станеш и пред мене да одиш, а јас со овега имам уште работа. Не одам, татко, никаде. Мојот човек не сторил никакво зло никогаш и со него ќе си останам довека. Ништо не сторил. А откаде му се парите што ги арчи натаму нааму, а? Таа работа, честити царе, нема да ти ја кажам, па ако сакаш уште еднаш фрлиме од највисокиот прозорец. Не ми треба мене тука никакво јадење. Ајде бе, станувајте да си одиме. А тебе не сакам да те видам појќе. Оди до дома, честити царе, продумај си малку сам со себе и кога ќе се вратиш, ќе се смириме. Ајде бе. И така, отишол царот дома, си поразмислил и видел дека со пишаното од Бога не треба да си имаш работа и не треба да го бришиш и да го препраш. Си мислил, па станал, отишол кај ќерката, отишол кај зетот, се смириле и си имале внучиња после и сите си се сакале, им било многу убаво. И мене градот ќе ми загори ако посетам уште малку. Одам јас, а ако сакате друг пат, пак ќе ви ја раскажам ако подзаборавите нешто. Напијте се и викајте нешто, ако ви треба, ако сакате, викајте. Ајде.